Како се вежба трпение? Со длабоко дишење. Така е, значи има вежбањето трпение баш така. Да изброиме до 5 во некоја ситуација пред нели да изреагираме на некаков начин. Исто така може да се вежба и со медитација, може да се вежба со тоа што емоцијата на импулсивност, која што често пати луѓето чувствуваат од стомакот нагоре како доаѓа, ќе ја префрлиме кон некоја друга, ќе ја канализираме кон нешто друго кое што е безбедно. Дора, како си? Тоа е добро прашање. Ја денеска би се запрашала како сум. Изминатиот период може би беше бурен малку за мене. Да? Да. И често пати луѓето мислат дека ние психолозите, терапевтите многу лесно се справуваме со нашите бурни периоди, меѓутоа најверојатно можеби се справуваме исто како и сите, само што знаеме некои начини, некои техники, некои методи да тоа си го олесниме. Иако често пати луѓето знаат да не гледаат и со некоја завист малку, и со некоја љубомора, како дека на нас ни е многу посреден животот, како нели можеби немаме проблеми или нашите проблеми се помали и така натаму, меѓутоа во суштина исти сме ние како сите луѓе. Да. Кои се некои тие техники кои ти секојдневно ги користиш за да имаш некој поизбалансиран живот, за да можеш да кажеш, окей, добро сум денес. Една од техниките која што е многу важна според мене, а и би ја препорачала на сите, ја применуваме вежбање трпение. Да? Бидејќи денеска луѓето генерално мислам дека имаат проблем со самото трпение и некако таа импулсивност е станата навика кај луѓето, кај сите едноставно, не само кај децата, тоа е баш детска импулсивност, која што денеска и возрастните, за жал ја манифестираат се повеќе. Некако живееме во едно инстант време, каде што сакаме желбите и потребите да ги задоволиме сега и веднаш. Сега во моментот сакаме одма се да биде задоволено и таа е причината поради која што нервозата и фрустрацијата кај луѓето е денеска се поголема. И тоа сериозно, тоа што немаме трпение, сериозно го нарушува и менталното здравје на луѓето и едноставно квалитетот на самиот живот. Гледаме како врски и бракови и неуспешни приказни на професионално ниво се случуваат секојдневно само поради недостатокот на трпението кај луѓето. Како се вежба трпение? Со длабоко дишење. Така е, значи има вежбањето трпение баш така. Да изброиме до 5 во некоја ситуација пред нели да изреагираме на некаков начин. Исто така може да се вежба и со медитација, може да се вежба со тоа што емоцијата на импулсивност, која што често пати луѓето чувствуваат од стомакот нагоре како доаѓа, ќе ја префрлиме кон некоја друга, ќе ја канализираме кон нешто друго кое што е безбедно во моментот, а нема нели да изфрлиме кон субјектот, кон сопругот или кон сопруга или кон некој човек кој што после нели ќе отвори некоја токсична комуникација и така натаму. Значи многу е битно да знаеме тие чувства, тие емоции прво да ги препознаеме. Да знам дека во овој момент на мене ми доаѓа тоа доживување на импулсивност, дека еве не можам да издржам и да знам нели да избројам до 5, а после да го канализирам тоа на некое друго место. Да, прво скокни па кажи Така. Тоа е интересно и ја мислам дека еве ја кога сум пробал сам за себе, не беше многу тешко бидејќи 5 секунди не се доволни, не секогаш ми се доволни. Ја најчесто еве тоа се повторува во секоја епизода кога зборам. Мене тоа трчање ми помага највеќе. Некоја физичка активност, без разлика дали ќе биде тоа пешачење или трчање, ми помага да сега не можеш секогаш пред секој разговор да одиш да истрчаш, ама кога пробувам така да застанам, да издишам, помага. Медитација никако, пошто имам премногу мисли во главата и не може, немам доволно време за тоа. Потребно ти е по-големо приземјување, чим ти помага трчањето, така. Добро, значи, пак морам да кажам и нешто друго, дека луѓето кои што повеќе се духовно насочени имаат поголемо трпение. Мислам, ова се и статистички научно докажано факти, дека луѓето кои што повеќе веруваат во Бог, кои што значи имаат се подуховно ориентирани, значи ја имаат веќе изградено таа една способност на одложување на задоволството. И тука тие луѓе на некој дефинитивно се потрпеливи. Да. Ја не сум размислил на тој начин, иако се сметаме сам за себе дека да, и ги имам тие некои вредности и таа некоја верба, и да, се ако размислувам, некојаш
постапувам во некои ситуации некако што ја првично би сакал, иако може би го немам тоа, ајде, сега ќе застанам, ќе кажам, ќе си кажам, окей, застани, издиши, ама имало моменти кај што знам дека, окей, би изреагирал на многу поразличен начин, ако ја немав таа некоја вера или се не викам и не велам дека само тие што веруваат или тоа напротив, ама да, има сега кога го враќам филмот док збориме, имало моменти кај што може би изреагирал многу поинаку. Па да, но меѓутоа работата у тоа што обично тоа поинаку како би изреагирале ни текнува отпосле, кога веќе нели белјата ќе направиме. Да. Така е. Да. Што е, еве да почнеме на некој бейслайн, што за тебе као личност, као терапевт, као психолог представува ментално здравје? Така, значи, менталното здравје секогаш, морам да кажам, прво е одредено од општествениот контекст во кој што живееме. Ментално здравје, што е денеска, не е исто тоа што било пред 20, 30 и 50 години. Значи, општествениот контекст ги создава менталните нарушувања, менталните болести и така натаму. Еве, например, може да земеме 80-90 години и употребата на дроги беше таква. И употребата на супстанци пак е одредена од тој општествен контекст. Например, во 90-ти години често се употребуваше хероинот. Денеска многу поретко и се уште има корисници на хероин, меѓутоа нели статистички е тоа многу намалено. Од друга страна денеска се популарни кокаинот и марихуаната. И нели веќе тоа е се повеќе чак нормализирано во светот во кој што живееме и тоа не е случајно. Не случајно, например, марихуаната и кокаинот, пошто двете дроги имаат спротивставени дејства. Нели едната може да не однесува на хај состојба, додека другата дрога го подигнува расположението и тоа многу одговара на менталните состојби кои што се наоѓаат луѓето денеска. Денеска луѓето се во една биполарност. Или имате луѓе што се во крајна депресија, анксиозност, панични напади и така натаму, а од друга страна имате луѓе кои што се цело време хајпнати. И на нив им треба некакво олабавување. И двете дроги, употребата на двете дроги едноставно дава една совршена слика за тоа каква е состојбата денеска. И така што менталното здравје дефиницијата е денеска во криза. Поради тоа што ние се уште се обидуваме како професионалци да го дефинираме менталното здравје според тоа што било пред 50 години. Еве, например, исто кај децата. Денеска во едно оделение, пред неколку дена зборев со една наставничка со која што се дружиме, таа на мене ми вика, во мојот клас, во 6-то оделение, од 27-12 деца каснеле со говорот. Значи, прозбореле на 3-4 години. Да. А додека порано знаеме дека говорот се појавал многу порано. Да. Меѓутоа, дали сега можеме да кажеме дека тоа нешто не е нормално? Меѓутоа, ние пак таа дефиниција ја носиме според тоа што било некогаш дефиниција. А факт е дека со промената на однесувањето на луѓето се менува и дефиницијата за ментално здравје. И сега, денеска имаме прво многу мешани информации. И во тие мешани информации доаѓа до забуна. А пак мешаноста во информациите доаѓа од збунетоста, нели со тоа што сакаме да го дефинираме менталното здравје како порано, меѓутоа однесувањето нека и луѓето не е тоа што е. Да. Зошто е тоа така? Зошто каскаме уште со тие некои и не само и дефинициите кои како се протиставуваме на некои работи со кои што секојдневно се соочуваме? Па зошто касниме? Прво, бидејќи однесувањето на луѓето напредува побрзо од самата наука. Да. Значи, прво се случува однесувањето, па после ние според однесувањето ја создаваме, ја дефинираме науката. Да. И тоа не може да биде поинаку. И треба време, значи сега треба време да се направат нови истражувања, кои што ќе го потврдат сетото, да се отворат нови перспективи за развој и така натаму, за да после пак поминеме во едно ново време каде што веројатно ќе се редефинираат многу ствари во самата наша психолошка наука. Сега сме во некој лимбо процес. Да, баш сега сме во лимбо процес, во некој, ја тоа го викам стакт позиција, кај што некако не сме ни ваму ни таму. Заради тоа што имате многу теми за кои што се зборува денес. Еве, например, темата за свесно родителство. Од една страна имаме постојано таа тема е нели на удар, се одржуваат секакви настани, конференции, конгреси и така натаму, семинари, работилници, меѓутоа од друга страна
децата денеска се повеќе неголи било кога порано. Да. И повторно имаме едни поларности. Од едната страна, нели, тоа е станато веќе многу популарен бизнис, меѓутоа од другата страна имаме деца кои што очигледно не одговараат на тоа што се промовира како идеја. И како е човек, без разлика, добро, ајде да бидеме поконкретни. Како би една млада личност, како да се справува со сите овие работи додека чекаме некој одговор или некое општествено движење кое што ќе ни помогне на сите? Како една млада личност да се справува со ваков некој свет? Колку мала личност? Дете, тинејџер возрастен? Тинејџер, не знам, во средно. Океј, значи, да, затоа е многу добро прашање, како да се справува. Прво, ние денеска живееме во време каде што многу е потенцирана поддршката. Порано, например, пред 10-20 години, луѓето некако поспособни беа сами да се справуваат со некои работи. Поддршката некако се подразбираше. И немаше потреба тоа толку да се потенцира. Тука беше таа поддршка и од една страна тоа е еден парадоксален момент кога ние само знаеме дека имаме поддршка, сме многу поспособни сами да се справиме со нештото. Од друга страна, денеска се повеќе луѓето се затвараат, па се бара таа поддршка. И денеска адолесцентите немаат поддршка, за жал. Значи, многу малку е поддршката од возрастните што ја добиваат од своите родители, од наставниците, бидејќи и кај самите професионалци, кај наставниците или кај родителите вредностите се променети. И тука често се случува да децата бидат сами на себе препуштени и тука пак нели доаѓаме до прашањето дека треба да ни се случи промена кај родителите, кај системот, меѓутоа и тие родители имаат свои личности. А тие личности повторно се градат во рамките на општествениот контекст и на крај излегува дека од таа кутија не можеме да излеземе. Дека сите сме некако дел од тоа и сме поврзани. И повторно нели се вратам на прашањето како да се справува, на нас ни е потребна промена во општествениот контекст. Да. И тоа е многу покомплициран одговор од самото прашање. Да. Тоа е catch-22, кај што ни едното не другото. Сите во моментот се справуваме на некој наш начин и поради тоа едни од други пак зависиме. Не може се, не знам, млада личност, средно и родител и двете се справуваат со различни работи, а двете зависат едно од друго. И сега, што попрво, кој е попрво? Тоа е интересно за размислување и дефинитивно е и една од причините зашто, например, овој подкаст, идејата е да зборуваме баш за овие работи. Мене секогаш ми е интересно кога седнам вака да зборам, едно со тебе како професионалец, но и со луѓе кои што не се професионалци, но бидејќи пак сите се справуваме со тоа, сите имаме ментално здравје или се обидуваме да имаме некој функционално, некој баланс во животот и баш ми е интересно сите оние перспективи кој како гледа и како понатаму и тоа што го кажа самата. Општествено е многу важно да доаѓаме до некое не знам, до некој степен и кај што сите заедно ќе се справуваме со ова, нема секој сам да се обидува да направи нешто или да промени. Па така е добро, значи порано општеството било многу поколективистички настроено и затоа луѓето едноставно поддршката се подразбирала. А денеска општеството е многу поиндивидуалистичко настроено и од друга страна се имаме контрамомент. Значи, се стремиме према таа постојана самостојност, меѓутоа од друга страна ја бараме поддршката и тука како нели да се пронајде тој баланс. Да, па тоа е баланс како и за се во животот, мислам дека ако си да у една крајност за било што, без разлика колку добро е, ја например со трчање, ако идам у крајност да не знам да преминувам таа некоја граница и на болка и на трчањето за мене нема да биде тоа што е сега у моментов, бидејќи ќе биде претерано и мора да најдам баланс со остатокот на животот што го живеам и така и со тоа. Сакам со тебе денес кај малце поеќе да навлезем у една тема која што барем според мене, ај мислам дека ја слушаме секаде, депресија. И депресија е многу широк поем. Депресија и сериозни разговори и некоја шали по интернет, мимс и се тоа. Што е депресија? Некој, не знам, конкретен поим. Што е представува депресијата?
Така, значи депресијата е секогаш симптом. Депресијата никогаш не е главниот проблем на личноста. Депресијата е последица. Меѓутоа, спектарот на депресијата, како што и кажа самиот, е многу широк. Значи, имаме некое депресивно расположение, кое што е релативно, кое што е минливо. Имаме депресија која што се појавува како резултат на траума. Имаме депресија која што се појавува кај некои луѓе си е карактерно тоа. Светогледот на нив им е депресивен и песимистички. И имаме онаа крајната слика на депресија, тоа е веќе клиничката депресија, кај што нели не може да се избегне психијатар или веќе во поекстремни случаи задржување во психијатриски болници и така натаму. Меѓутоа, каде да е спектарот е секогаш последица. Дури кај овој што е животен стил, има нели луѓе како што кажав карактерно си се такви, он станал некако таков. Станал некако таков во неговиот развој, во неговото воспитување. Ако детето има депресивни родители, или ако еден од родителите е депресивен, голема е веројатноста дека и тоа ќе го земе тој светоглед. И тука тоа се веќе развојни моменти, кај самата личност, зошто она настанала да биде таква. И сега кај такви клиенти, например, кога доаѓаат на терапија, јас можам да им понудам на нив 100 решенија, меѓутоа они за 100 решенија имаат 101 проблем. Кај него секогаш има ама. Океј, да, сваќам дека тоа вака, ама. Значи секогаш постои онаа песимистична варијанта дека може да се случи тоа лошото. И тоа е веќе мајндсет. Тука тие клиенти се најтешко променливата категорија. Овие со клиничката слика, јас не би ги дискутирала заради тоа што веќе они влегуваат таму во една друга сфера, каде што се случуваат и други хемиски процеси во мозокот и во физиологијата, таму веќе не се може без лекови. Мислам и денеска и многу луѓе пијат антидепресиви, тоа не е нешто веќе табу. Ако идеме нели по тоа дека најпродавана таблета ни е диазепамот во државата, исто мислам е слично и со антидепресивите. Меѓутоа, луѓето кои што се во екстремот на клиничката слика, кои што веќе лежат во болница, нели тука нив тешко е веќе да ги дискутираме, бидејќи тоа веќе кај нив продира на други нивоа. Али овие кај другиве, докаде што светогледот е таков, некако можеме да ги решиме. Меѓутоа, најтешко е да се смени ставот кај некого. И пак таа депресија може да му стане навика. Она се развила како последица на нешто, ама станала навика. Од друга страна, кај луѓе што имаат депресија како резултат на траума, кај нив веќе можеме да кажеме дека окей, треба да се справи личноста со траумата. Тоа може да бидат многу луѓе кои што биле среќни, кои што биле весели, кои што добри модело во животот, но ете поради некое случување кој што било ги повредило длабоко, травматично и така и да, значи го развиваат тој симптом или едноставно може да им се случи некоја голема промена во животот, која што одеднаш сега треба да се некако адаптираат на таа промена, а немаат изградено способност и капацитет. Исто така и тогаш може да се јави депресијата. Така што нели пак е еден многу широк поим, меѓутоа и една од причините поради која што денеска често се јавува, јас би рекла, е превисоките поставени стандарди. И кога луѓето не можат да ги остварат превисоките поставени стандарди, едноставно се случува едно доживување кое што ја нарушува вредноста за себе. И вика, мене не ме бива. А нели вредноста некако е одредена според тие стандарди. И така личноста го губи тој момент, он станува вреден толку колку што кошта, толку колку што чини. И тоа по дефолт некого го носи во депресија. Да. Која е причината за тие високи стандарди? Еве, според тебе, зошто секојдневно си ги поставуваме тие стандарди и е тоа веќе како добар ден? Па добро, вистината е дека високите стандарди на нас не се продаваат, значи тоа го создава конзумеристичкото општество. Значи конзумеристичкото општество е една целина, една слика, која што постојано ние сме обкружени на сите социјални мрежи, еве например со мотивацијски говорници, кои што секој ден ви солат памет за тоа што треба и како треба да изгледа успехот. Сакаш да си успешен, треба ова да го направиш. Биди над просекот, биди над другите, биди над ова, биди над тоа. И ние, свесно или несвесно, тие информации колку год да ни се чинат на некој начин површни или као да ги скролнем и да не допираат до нас, меѓутоа кодот негде внатре ги обработува. И едноставно ние сме склонни на тоа и луѓето, поготово младите луѓе, каде што се почесто меѓу нив е присутна за жал депресијата, многу полесно подлегнуваат нели на тие сервирања, на тие информации кои што на нас ни се даваат, кои што меѓутоа има тука голем трик.
На конзумеристичкото општество му се потребни луѓе кои што тежнеат према високи стандарди. Како иначе тие луѓе би влегле во корпоративниот свет. Корпорацијата е можност да еден човек, да една личност ги развива тие потенцијали и тоа некако нема крај. И тука работата, развојот на кариерата станува број 1. Број 1 вредност. И така, нели, меѓутоа секој инвестирање во тоа, во тој висок стандард, бара жртва. И жртвата која е? Мораме, нели, на секоја донесена одлука на која што ќе кажам да, морам да кажам едно не позади мене. И тоа ќе биде помалку социјални контакти. Ќе жртвувам врската, можеби ќе го жртвувам бракот, ќе одлучам да немам деца. И така натаму. И така, луѓето пак се затвараат во таа една осаменост, која што ги чини тие превисоки стандарди. Да, па тоа кога кажуваме да, има многу работи на кои што уствари кажуваме не. И најчесто тие работи на кои што и не ни размислуваме, да, окей, имам пријатели, семејство, се тоа, тие секојаш ќе бидат таму, ама после тоа година, 2, 3, 10 и гледаш нема никој околу тебе и што сме направиле, тоа е тој момент. Тоа е интересното, баш кога зборуваше ми, се сеќавам, сами у последниве неколку години, една од работите кои што јас сам за себе мислам дека баш борев со некој пред некој ден за ова, конечно научи да кажам не на работи. Научи да поставиш граница. Да поставам граница, да бидам окей. Не знам, си дадов една година кај што буквално цело време, секој ден од понеделник до недела ми беше работен. И јас во таа, не знам, јас сум таков, ја иницирам најчесто работи, па со пријатели, па искажење, па иницијатор сум. У таа една година која што ја поминав од сабајле до вечер и викенди со работа, и диетата ми беше, не знам, пица, кока-кола, гиро и бургери, сватив дека тие контакти со луѓето кои што ги имав порано ми фалат и ги нема, пошто ја бев иницијатор, и се нема кој да инициира. Можеби луѓето се навикнуваат на таков однос со години граден и после година дена, иако мислам дека доаѓав до некој ниво на успешност во тоа што работев, сватив дека тоаш почнав и да трчам, тоаш почнав, окей, намалив скроз некој работи. Па на некој начин да, на некој, кај што јас во еден момент бев окей, ја сум успешен, станувам успешен, ама немам со кој да го споделам. Сидам дома, сум преморен, изморен, као се супер и го имам тој хај од не знам, некој успех, поготово дека за спорт се работи, која, не знам, ќе освоиме титула, па ќе славиме, па не знам што, не знам како, ама си доаѓаш дома и си као, чекај, немам со кој да споделам, немам со кој, не знам, да искочам, да се видам, да се пофалам, или па, чисто онака, и тоаш мислам беше моментот кај што сватив, вака или ќе идам all in у ова што работам, ама ќе морам да жртвувам ради тој некој успех, или ќе пробам да најдам начин како да направам тоа, а да можем и другото да имам. И на крај што сватив е дека морам скроз да намалам и во дози да ги примам тие некои работи и да се посветам на оно што стварно ми е важно. И да си направам една евалуација у животот, окей, кои ми се најбитни работи и на кои да кажам да, на кои не. И тоа мислам дека беше еден голем game changer за мене као личност, да, се не викам дека се ми е супер, напротив, некоја ше уште потешко е кога поминуваш низ некој тој транзиционен период од, окей, high functioning, работа, едно друго, и после намалуваш и немаш што да правиш цел ден, па после ќе најдеш, окей, ајде ќе трчам, ќе прочитам ова, ќе слушам некоја книга или подкаст, и ќе изгледам, не знам, документарец или некоја серија, ама се навикнува човек. Пак тоа прескоро спомна, се е навика, па дури тој некој депресивен став на крај станува навика. Тоа е тоа, да. Меѓутоа пак мораме да кажеме дека тие високи стандарди се искреирани таму од некој. Да. Претежно од корпорациите. На нив тој конзумеристички стил им одговара, фала Богу. И сега постојат луѓе кои што вистина го имаат тој капацитет да ги остварат. Меѓутоа не сите луѓе го имаат тој капацитет. И тоа е проблемот. Луѓето не си ја познаваат својата автентичност.
Нели, докај се моите граници, докај се моите лимити. Како беше она поговорката, нели, жабата видела дека конјот го потковуваат, па и она е кренала ногата. Океј, има луѓе кои што тоа можат да го издржат. И таа жртва, нели, да само кариерата биде нивниот живот, ја прават многу свесно. Он така одлучил. И тоа некај секој ќе предизвика депресија. Ама тоа се процентуално многу малку луѓе. No. Значи, пак мораме да кажеме дека, нели, секоја статистика има својот звоно, има една крива. И најголемиот дел од луѓето се пак во еден просек, во тие 60%. Овие пак се во некои 20%. И тоа е така. И меѓутоа, луѓето имаат проблем да го прифатат како момент. И кога не може да го оствари тој стандард, еве или анксиозноста, или депресијата, или не знам, и тешко се задоволуваат луѓето со идејата за тоа дека може би јас толку можам. No. Тешко се задоволуваат со таа идеја. Не, ама тоа е... Кога ќе сватиш тоа, многу ептен, мислам... Од една страна олеснува. Ама од друга страна си као, чекај, мене не ме било. Зошто, што е проблемот со мене? Така? Па да, ама тоа пак не ме бива, доаѓа од споредувањето. Да. Луѓето имаат тенденција да се споредуваат. Обично секогаш нели се споредуваме со некој кој што е многу подобар од нас. И бе добро, и таа е вистината. Секогаш има некој што е подобар од нас во нешто. Тоа е факт. Меѓутоа, секој човек нели си има и свој живот, си има некоја своја карма, ајде да кажеме, некоја своја патека, и на секој човек нешто различно му е одредено. Да. Тоа е интересно, тоа го гледам и со нели сета она литература, спомна и мотивациони говори се тоа. Како во секој, не знам, да ги земеме книгите, self-help книгите. Кај во секој едно од тие книги има добри работи. Ама не се да секого применува. Тоа. Така. Луѓето најчесто ги читаат и се окей, ово станува во 5 сат са бајле и ја ќе станува 5 сат са бајле, ќе ги правам истите. 5 сат са бајле, клубот на милионери. Тоа. И ја ќе ги правам се овие работи, јас за година 2-3 ќе бидам милионер. Не, као убаво е, ако си таква личност кај што функционираш подобро од са бајле, ќе станеш, ќе направиш тоа што треба да го направиш, така. Ќе ги земеш тие некои работи најдобри од тој, од не знам сега кои да се, и ќе ги примениш во твојот живот, ако се применливи. Ама кај нас тоа или иде се, David Goggins стайл, кај што, не знам, ќе стануваш, ќе трчаш, или не правиш ништо. И тоа е биполарно што спомна и преска. И тоа мене секогаш ми смета, некогаш и у разговори со пријатели, со луѓе, како да, има работи кои што ти можеш да ги научиш од сите оние и мотивациони говори и луѓе кои што се во тој свет на self-help, ама кај нас многу често, гледам кај моја возраст, па и ја до некаде бев таков, поготово тие некои години крај на средно, почеток на факултет, кај што окей, овој го слушам, го пратам, има успех, се мора да ископирам он што прави, бидејќи тоа ќе ми донесе и мене успех. Така, и сега, например, тие високи стандарди не се поставуваат само во однос на кариерата. Имаме денес високи стандарди во однос на родителството. Имаме високи стандарди во однос на барањето партнер, високи стандарди у тоа какво сакам детето да ми биде. Па после имам високи стандарди со кои се дружам. Нели сакам да се дружам со вакви, такви, онакви луѓе и тоа се. И сето тоа ги гледаме тие високи стандарди, па у каков стан ќе живеам, па нели колку пари тоа ќе се купи. Едноставно во секој еден аспект на живењето тоа постои. А од другата страна, на вистината, во реалноста кога ќе погледнеме, има луѓе кои што живеат на рабна екзистенција и не можат ни да помислат на тие стандарди на остварувањето. И тие некако се оставени таму на некоја маргина и седат. И никој ништо со нив не прави. И системот нив ги остава. А од друга страна нели се промовира таа компетитивност, а тие луѓе не можат да достигнат до таму. И се создава една идеја за тоа што значи успехот. Еве сега, например, сите одат во IT, зашто таму има пари. А од друга страна замираат многу занаети. Некој не може да види дека може да биде одличен пекар, некој да биде цвеќар, значи да биде било што друго и да има еден диверзитет на професиите. Ама не се случува едно слепило.
се случува едно слепило кај луѓето според таа одредената идеја за успех на било. За успех, да, па тоа е секој разговор, например, и ја знам кога ја завршува средно, не беше пред многу години, пред 6-7 години, кажу, окей, кај ќе идеш? Не знам, ја се одлучив на политички науки, пошто мене политика од секојаш ми била интересна и да, можеби нема работа таму, ама ми е интересна и тие разговори секој, зошто па не идеш ова, па добар си со компјутери, па не знам, па има таму пари, па ќе успееш и се тоа, најчесто се повеќе тоа и, например, мајка ми е наставник и секојдневно слушам како само нема наставници. А и што нема деца, ама и наставници, немаш наставници или професори по физика, биологија, математика, некои работи кои што да, можеби во школа кај нас и таков ни е системот да премногу информации секојдневно деца добиваат од различни предмети, ама сега ќе доаѓаме во ситуација да немаме уопште луѓе кои што ќе ги учат, едуцираат. Тоа. И тоа ми од секојаш било интересно и ама како да се смени тоа? Да, знам дека општествено далеко сме од тоа да го среднем, ама како една личност може сама себе да си помогне да го смени начинот на кој што се гледа самата себе. Како да ги намалиме тие стандарди кај нас? Па прво мораме да излеземе од идејата за стандардите. Од идејата за тоа што значат тие високи стандарди. И мораме да прифатиме дека треба да постои различност. И дека нели успехот во една сфера, ако некој, например, да речеме, е успешен пекар и гледаме дека функционира одлично, дека има редици кај него и тоа е успех. No. Меѓутоа, тоа не се зема во денешната идеја на современиот успех како идеја дека он е успешен пекар, него ти си успешен само ако си таму некој шеф, менаџер, во некоја, не знам, IT, во некоја, не знам, корпоративна компанија, имаш твој бизнис за не знам што. Ама никој нема да го земе него како успешен пример. No. А е успешен пример. Прв значи момент е многу битно да откриеме која е нашата автентичност и зашто мене ме бидува, бидејќи еве и да одбереме професија која што ќе бидам добар во неја и ќе ми носи пари. Разликата, значи од, како да кажам, оној чекор, знаеш, кога ќе влезе во депресија, кога ќе ги задоволи екзистенцијалните потреби. До моментот на задоволување на екзистенцијалните потреби ќе се бори, тоа ќе биде предизвик. Во моментот кога ќе ги задоволи, може комотно да рипне во депресијата, поради тоа што ќе види дека тоа него не го исполнува внатре. Туку само станал како робот. И функционира на тој роботски начин. Оди, прави пари, и тоа е тоа. Да. Тоа е како гледаме на... Значи, да, многу е важно автентичната вредност внатре у себе да откриеме, односно која е мојата мисија. Да. Да, баш во една од епизодите зборевме со гостинот кој што го имавме за колку тоа некојаш процесот доаѓање до некое скалило или до некоја одредена работа што сакаме да стигнеме многу подобар. И колку е подолг, подобро е, бидејќи кога ќе стигнеш на врвот и си као чекај, ова беше тоа? Сега нели што да правам тука понатаму. Меѓутоа, кога ќе се најдеме себе си на вистинското место, имаме што да правиме понатаму. Тогаш уствари кога ќе ги задоволиме екзистенцијалните потреби, тогаш нашата вистинска мисија тогаш почнува. Тогаш веќе можам на било каков начин да бидам креативен со сето тоа. И тогаш веќе почнува онаа општествена корисност и општественото влијание, кога ќе ги задоволиме екзистенцијалните потреби. Да. Само тоаш можеме вистински корисни да сме за самото општество. Да, па тоа, ако немаш тоа најчесто... Пошто ако ние сме цело време во survive мод и цело време се бориме да ги задоволиме те екзистенцијални потреби, не можеме ние да бидеме креативни. Не можеме да направиме некакво творештво од сето тоа. Значи, мора прво нив да ги задоволиме, за да почнеме да бидеме креативни. Да, па тоа е. Не можеш ти да дадеш тоа што го немаш. И ако го немаш сам за себе, како ќе го дадеш на другите. И тука доаѓаме до тоа да сами себе може би, и кај нас се може би звучи себично, ама да, треба ние сами себе да се ставиме на приоритет, на листата на приоритети, за да можеме после да им даваме и на другите. Но што се случува, например, откако некој е, без разлика дали е депресивен по навика или травматично, кои се тие некои први чекови кога една личност го сваќа тоа окей,
јас се соочувам со депресија. Јас се соочувам со чувства кои што ми ствараат да нон-стоп сум тажен, да гледам на работите секојаш негативно. Што треба тие да направат кога ќе го сватат тоа едно нешто? Да, прво значи треба да разберат дека имаат проблем. Кога некој човек ќе свати дека има проблем, веќе сме стигнале до пола решение. Признавањето дека имам проблем. Меѓутоа, најголемиот дел од луѓето не признаваат дека имаат проблем или едноставно не ни сакаат да видат дека имаат проблем. И точно овие луѓе што не сакаат да видат дека имаат проблем, се тој процент на луѓе кои што годишно најмногу го трошат диазепамот во аптеките. Овие другите што ќе одлучат да посетат терапевт, стручно лице, они се на пат да се лечат. И од искуство знаеме во пракса дека луѓето што долгорочно одат на терапија, нели со стручно лице, после извесно време ги оставаат лековите. Поради тоа што се научуваат да живеат квалитетен начин на живот. Значи носат добри одлуки за нив, позитивни одлуки за нив, го менуваат тој лајфстайл, едноставно почнува веќе да има квалитет и се чувствуваат многу подобро и сваќаат дека аз немам потреба од тоа. Меѓутоа, нели како ќе ја препознаеме депресијата прво кај самите себе ако се појави? Тоа е прво онаа состојба на летаргија. Не ми се прави ништо. Денеска не можам од кревет да станам. Не ќам да се избањам. Не ќам станот да си го средам. Значи тоа се едни постојано тажни чувства, дека лоше животот, се околу мене не чини и така натаму. Меѓутоа, депресијата некогаш е и тешко видлива. Значи, тешко би можеле да ја препознаеме кај другиот, бидејќи личноста може навидум да функционира најокей во текот на деновите. Го гледате, станува са бајле, оди на работа, нели се враќа дома со семејството, излегува навечер, меѓутоа тие чувства тлеат во него. И за жал, овие луѓе кои што воопшто на никаков начин не го споделуваат тоа со некој, одеднаш ќе се изненадиме дека не дај Боже извршиле самоубиство. А тоа се случува се почесто. Да, па тоа е high functioning, високо функционална депресија, кај што јас знам, за мене тоа беа некои од пак не сум толку возрастен, ама сум имал моменти кај што да, некој ако гледа надвор ќе мисли дека се ми е супер, нон-стоп сум во движење, работам едно друго, ама уствари се сочувам со работи кои што не ми го тоа што го правам не кореспондира со тоа како се чувствувам. Да, ако ги видиме симптомите, например, кај друг човек, тоа е лесно. Гледаме дека човеков не се чувствува добро. Нели го гледаме по неговото намалено можеби функционирање у текот на деновите, пак идеш ќе прашаш што ти е? Што ти се случува? Можеби ќе се отвори, можеби не. Значи кога ќе ги имаме симптомите во вид, е многу полесно. Ама тешко е кога не манифестира личноста симптоми. Да. Тоа е тешкото. Како да му например, дали мислам, да, како да им помогнеме на тие личности кои што не се гледа тоа кај нив дека се сочуваат со нешто. Сега ти ме тераш магија да направам. Не, ама тоа е како, не знам, јас прашањето како си, некојаш може да помогне, ама дали има некој... Па добро, мислам дека прашањето како си е многу тривијално денеска прашање. Да. Секој ќе каже, па нели добар сум. Добар сум, без све окей. Еве, гураме. Нели тоа е онака секојдневие у нашиот жаргон. Да. Добар сум, еве, све окей. А ти шо преш, како си, добар ли си? Да, ја мислам едно време се навикнав и тоа добро се учи, поготово некаде со политика и се тоа, да им кажуваш на луѓето доволно за да не почнуваат да поставуваат прашање. Така е. И тоа е добро. Се супер, ќе им даеш нешто за да помислат дека малце се отвараш. Поеќе му ствари ништо не кажуваш со тоа што им го кажуваш. И тоа ми е интересно секогаш. Дали има нешто, например, некоја заблуда за депресијата која што често ја слушаш, дали од пациенти, дали така, круг на луѓе на интернет, некои заблуди кои што се таму, се во некој етер, а уствари не се така. Да, па значи има искрено, поради тоа што од една страна депресијата, и тука има еден парадокс со депресијата. Некако денеска се стана депресија.
И некако зборот депресија почна да се употребува многу конвенционално, многу некако по некоја навика. Некојаш и ние сите знаеме да кажеме што ти е, бе, у депресија сум. И некако тоа, и сега ние, колку год да е таа тривијалност околу депресијата веќе направена, тривијалноста некако си влага во умовите и во мозоците на луѓето. И некако секој едно однесување почна да се манифестира како депресивно. Меѓутоа мораме да направиме разлика меѓу депресијата и тагата. Значи тагата и депресијата не се исто. Кога некој е тажен, тагата е здрава емоција. Значи ни се случува нешто во животот, поготово нели момент на загуба, не знам, може да почине родител, не дај Боже дете и така натаму, или загуба на партнер, раскинување на врска, развод и така натаму, и сите тие моменти носат до тага. Тагата е неизбежен процес на загубата. И тага може да донесе и личниот раст и развој кај личноста. И тоа може да предизвика тага. Зошто? Зашто ние кога растеме, кога се развиваме, мораме да напуштиме некои стари образци на однесување, за да изградиме нови. И тоа знае да биде тажен процес кај личноста. И тоа е окей. Тоа е здрава тага. Значи на личноста треба да и се дозволи да цел тој процес на тага кој што доаѓа во напливи, во бранови, го исплаче, го помине. И тоа што она ќе оздраве. Меѓутоа, депресијата е нешто сосема друго. Депресијата е онаа потисната тага, која што уствари никогаш во некој моменти може и не била изразена, а личноста тежнеела да функционира најнормално. Може да биде тоа. Или едноставно без излез, чувство на безизлезност, дека јас тука немам решение. Тажната личност, она знае дека низината тага е релативна, дека у тој момент тоа го поминува. А дека депресивната личност, депресијата е моментот на светогледот. Се е лошо, се е песимистично. Тажниот човек не гледа така. Тажниот човек знае да разграничи, значи јас сум тажен поради ова, меѓутоа имам други добри моменти во животот. Има други ствари кои што ми се потенцијал, кои што може да ме направат и посреќен и порадосен, меѓутоа сваќам дека ова е нешто што морам да го поминам. Депресивната личност ги нема другите аспекти. Кај неа се е лошо. Се е лошо. Да. Гледа не розови, туку сиви некои црни очи. Да, па тоа и тоа се почесто и ја го слушам и од луѓе со кои што се среќам и со пријатели, кај што да, имаме чувства и сите чувства до некој степен се добри чувства. Да, ако мене нешто ме боли, тоа е добро, тоа значи дека сум жив. Ако ме прави нешто тажен, ама како ќе одговориме на сето тоа е она што тој избор кој ќе направи. Океј, мене сега ме боли ова, дали да сега ќе лежам дома или не, ќе идам, ќе го проверам, ќе видам што е со тоа и ќе адекватно ќе одговорам на сето тоа. Ама ако одговориме на начин на кој што нема уопште да ни помогне, само ќе ни направи тагата уште поголема, тоа е валјда станува збор за депресија, кај што океј, едно нешто ни се случило лошо, не значи дека се е лошо. Така е. Ама ако одговориме на тоа лошо, па сега ништо, ова готово, крај. Толку. А добро, нели за тоа го спомнав преска, зависи од структурата на личноста. Да. Луѓето што се нели по навика некако депресивни карактер, но нив све им е сиво, нон-стоп. Ки видите нив, он бил таков како дете, таков е како тинеџер и таков е како возрасен, тоа му станува една навика. Да, тоа е така и плюс каде што живееме кај нас. Па ја би рекол ептен е лесно да се биде депресивен. Да. Ама па така од една е. страна, така е, се согласувам и не се согласувам со тебе. Зошто? Заради тоа што па од друга страна ние сме едно поднебје кај што многу треба да се бориме за да преживееме. Да. И сите наши македонци, например, кои што живеат нели по странство ваму и таму, они многу подобро знаат да се снајдат од самиот жител на државата и да направат дупка у системот. Не, ама тоа ја некој се нервирам кога јас сум имал можност да излезам надвор, па и да останам таму, ама секогаш сум се навракил на тоа да кај да одам и таму ќе има проблеми. Ако ја нема држава која што или место на живење кај што мене ќе ми ги задоволи сите потреби и нема да има ништо лошо. И самиот начин е тоа што кажа и ти пред малце. Сето тоа е избор.
Ако јас се добро, да, системот во Македонија е корумпиран, партиите не ги бива избори, не знам, ама ја можам да одлучам, окей, ја ќе направам, што можам ја као личност, ќе идам, ќе гласам, не може тоа, окей, ајде се, ако сакам да бидам поактивен, ќе протестирам, ќе најдам, ако не сакам, окей, ќе си ги гледам луѓето околу мене, ќе пробам со тоа што го имам, да направам највеќе што можам. Ако не крајна цел, си идам. Тоа е. Ама мислам дека кај нас многу е лесно да влеземе во тој некој став као ништо не бива. Не бива, толку е, ништо не може да се смени. Не може да смениме нешто драстично во општеството, ама може сами за себе да се смениме и за тие околу нас. И да си ја направиме Македонија умало, кај што ќе си живееме убаво таму кај што сме, да, некојаш кога ќе идеш по некоја институција и ќе, не знам сега, со пасош и ќе треба да чекаш со месеци, тие моменти кај што не можеш да смениш ништо, ама во поголем дел од случаите мислам дека можеш сам да си ги направиш барем за тебе и за тие околу себе, да ти биде убаво. Промената од себе почнува. Да. Нели биди промената што сакаш да видиш во светот. Тоа. Дали има нешто што испуштивме, мислам, има многу што можевме да збориме за депресијата, ама не една така, ако некој само што дознава малце повеќе и ова е на некој начин повеќе информативно отколку што ептен специфично, дали има нешто што би сакала пред да завршиме да го кажеш за депресијата и за работите поврзани со депресија? Океј, значи, отприлика го кажав тоа главното што би сакала, меѓутоа тоа што би го упатила нели на гледачите како порака е тој момент да се запрашаат секој ден како се чувствуваат и да зборуваат за тоа. No. Значи да зборуваат за тоа бидејќи луѓето се позатворени. Што поради чувства на срам, што поради чувства на некоја гордост, нели, пошто ние некако сите се забетониравме се повеќе у некои идеални слики за себе, па другиот што ќе мисли за тоа како се чувствуваме, уствари длабоко во себе сите се чувствуваме исто. И процесите низ кои што ние луѓето поминуваме за сите нас се слични. Значи да, нема двајца исти луѓе, меѓутоа емоциите се вродени. Значи нашите емоции немаат само психолошка функција, туку имаат и биолошка функција. И здравиот начин да се справиме со емоциите е прво да ги изразиме. На секаков начин му одговара на различен човек. Некој тоа ќе го направи со пишување. Дневник. Јас често пати на моите клиенти им кажувам, луѓе, пишувајте дневник. Тоа ќе ве доближи до вашите емоции. Ако немаш на кого да ги кажеш, кажи ги на хартијата. Битно е дека ќе излезат од тебе. Меѓутоа, важно е да знаеме како се чувствуваме. Бидејќи сознанието за тоа како се чувствуваме, ние можеме да превземеме нешто во врска со тоа. А денеска луѓето се одсечени од емоциите. Се повеќе. И затоа настануваат овие состојби на депресија и на анксиозност. Ако нели депресијата е таа летаргија, веќе сум се врз мене се прекршило и не можам да издржам и се е лошо, од друга страна анксиозноста е некоја недефинирана енергија која што сака да изрази нешто во личноста. И многу е важно луѓето да знаат како се чувствуваат. Тоа е многу вака навидум клише прашање, меѓутоа е круцијално прашање. Да. За крај, као и секоја епизода, за секој гостин 4 прашања. Која последен пат си плачала? Завчера. Да, не, во принцип јас сум многу чувствителна личност и често плачам. Значи некогаш некои приказни на клиентите знаат да ме погодат, не плачам пред клиентите. Меѓутоа ми се случило после сесијата да се исплачам, нели, заради таа некоја приказна на клиентот. Ми се случува, значи, нели, мои некои лични процеси, кои што некогаш ја тригираат таа тага и така натаму. Меѓутоа, во принцип сум човек кој што нема проблем да плаче и често плачам. Да. Која е најдобра или најголема инвестиција што ти сама за себе си имаш направено и за твоето ментално здраве? Па дефинитивно работата на себе.
Јас мислам, секој терапевт мора да помине ни соодветна едукација за психотерапија и во таа едукација се бараат нели часови работа на себе. Терапевтот прво мора да биде клиент, за да можам нели јас утре да ги разберам моите клиенти. Дефинитивно работата на себе, која што сум ја имала со различни терапевти, па и со некој коуч или со советници и така натаму, ми била најголемата инвестиција. И среќна сум што почнав многу рано, дури на 19 години, уште кога бев негде таму втора година на факултет, и можам со сигурност да кажам дека колку порано некој ќе почне да работи на себе, толку поисплатливо е тоа на една долга патека. Идеална возраст за работа на себе тука негде почнува измеѓу 20 и 30 години. Да можеш сега да се вратиш 10 години назад, што би си рекла само на себе? Па да, дефинитивно би упатила на Дора да биде потрпелива во однос на некои импулсивни одлуки што ги донела и што после ја коштале ментално здравје. И така натаму, меѓутоа ако сум постапела нели поинаку во тие некои ситуации со некои одлуки, можеби денеска ќе било поинаку, па немало да морам тие дешавки да ги чистам низ психотерапијата. Да, и за крај, мислам, на некој начин тоа го одговорише пред да почнеме, ама што е она што би сакала да ги прашаш оние што не гледаат и слушаат сега? Како се чувствувате денес? Тоа би ги прашала.